Околу 1500 идни студенти поднеле барања за упис на Штипскиот универзитет. Најпосакувана професија и годинава е медицината, но задоволителен е интересот за техничките факултети и трите академии. Техничките факултети постепено они си ја пополнуваат бројката, академиите исто така. Сите други факултети мислам дека се движат во делот на очекувањата, некаде помалку, некаде повеќе. Со овие бројот на студенти во сите 4 години ќе се заокружи на околу 15.000. Од нив најмалку 30% се дојдени во Штип од други места. Дел од нив на предавања ќе патуваат од дома, но најмалку 3000 студенти ќе бараат место за живење овде. Ова повторно ја отвара дилемата дали Штип има доволно кревети за да ги смести сите студенти на кои тоа им е потребно. Во најголем дел студентите, кога во прашање е сместувањето, се надеваат на место во интернатите. Сега ќе се сместам во студентските домови. Во студентски. Заради средствата. Поевтин. Студентски? Зошто токму одбравте Па поради средствата. Ова се желбите на идните студенти, но место за сите во интернатите нема. Кои дали ќе се смести таму, ќе се знае за 2 недели, откако ќе заврши процедурата околу нивно рангирање. Државниот студентски дом има по конкурс 2016, мислам 216 легла. Од тие 155 се за ученици, а 61 се за студенти. Процентуално 20% од студентите е за бруцуши, а другото е за студентите од поголемите години. Освен овде, шанса за сместување студентите имаат и во приватниот студентски дом Логос, лоциран во населбата Баби. Располагаме со капацитет 52 легла по сите европски стандарди. Значи тоа се вклучува, има парно грејење, санитарна вода топла, читална, перална. Од студентскиот дом имаме организирано превоз до сите факултети. Според ова, јасно е дека Штип има повеќе студенти отколку слободни кревети во интернатите. Од тука голем дел од студентите во текот на студиите ќе престојуваат во приватни станови, каде цените се движат од 2500 до 3000 денари месечно.